Што е хернијата? Во народот е позната како кила или брух. За тоа што ја предизвикува, како се лечи, кои се најчестите симптоми, одговор побаравме од доктор Ален Јовчевски, дигестивен хирург во Аџибадем Систина. Самата хернија представува, значи самиот отвор представува слабост, како што кажав, на ѕидот на стомачниот ѕид, кој што може да биде, рековме, стекната или вродена, и најчести места на кои што се јавува оваа промена се обично папачниот отвор, потоа по должина на средната стомачна линија или така наречени епигастрични херни, во предел на препоните, тоа се ингвинални или феморални херни, и во предел на одредени слаби точки на страничниот ѕид на стомакот. Во однос на содржината на килите, органи кои што најчесто можат да бидат излезени низ овој килен отвор се значи оментумот или марамицата и дел од интестиналниот тракт, значи тенко или дебело црево. Хернијата не познава старосна граница, вели доктор Јовчевски. Ја има и кај мажите и кај жените. Во однос на препонскиот дел, кај мажите е почесто застапена ингвиналната хернија, односно препонската вистинска кила, додека кај жените е почесто застапена феморална хернија. Заради анатомски карактеристики во однос на женски и машки пол. Кај мажите почесто се рековме на ингвинална препонска, затоа што во тек на животот, како интраутерен, така и после раѓање, доаѓа до спуштање на тестисот на своето место во скроталната кеса, при што се повлекува делот перитонеумот, значи на марамица во тој канал и може да настане појава на кила. Додека кај жените тој процес не се одвива, меѓутоа постои заради анатомски карактеристики постои почесто појава на кила во феморалната регија, тоа е долж крвните садови. Доктор Јовчевски вели дека хернијата се манифестира со појава на безболен, лесно осетлив оток под кожата на стомакот или препоните, кој најчесто исчезнува кога пациентот е во лежечка положба. Тука се поставува прашањето како се лечи. Хирургијата на килата на стомачниот ѕид опфаќа хируршки процедури кои спрема пристапот се делат на отворени, лапароскопски и комбинирани, додава доктор Јовчевски. Херните во детска возраст во принцип се гледа да се причека извесен временски период со цел да се развие мускулниот ѕид и да се тие слаби точки појачат, значи по природен пат. Не е исклучена исто така хируршко лекување, меѓутоа кај возрастните хернијата кога еднаш ќе се појави, потребно е хируршки да се лекува, додека човек во добра општа состојба, добра кондиција, значи хируршкиот третман е примерен. Доколку постои, значи, придружни болести кај возрастни луѓе кои што имаат проблеми со срце, со дишењето, со коагулацијата и постои неможност за оперативно лекување, во тој случај се препорачува да се носат појаси или брахерими, така се викаат, кои што се помагала, кои што спречуваат, да кажеме, појава на компликации на самото заболување. Хируршките интервенции на некомплицирани херни од каков било вид се изведуваат секојдневно и спаѓаат во групата на хируршки интервенции со низок степен на ризик. Ризик фактори се во принцип операцијата е еднодневна, спаѓа во група на еднодневни, што значи дека ако пациентот се оперира денес, утрената веќе станат на нозе и си оди дома. После една недела вадење на конци, стандардно како за секоја друга хируршка процедура. Проблемите кои што може да се јават од самата интервенција понатаму може да се поделат на рани и касни. Рани се оние кои што се поврзани со самата операција, значи дали се крварења или се роми или слично, кои што се во денешно време сведени на минимум. Во понатамошниот период, значи кај секоја, како и за секоја операција, потребно е да пациентот има некаква дисциплина или пациентка дисциплина. Тоа значи дека подигање на тешко да се сведе на минимум, да кажеме првите месец не повеќе од 5 килограми, во понатамошниот период постепено да се враќа во форма. Значи нагло дигање, кашлање, кивање, да се, да кажеме, раната држи на место со цел да се помогне на местото. Тоа е најголем проблем кај херниите е рецидив, односно повторување на кила, која што може да се јави во поново време со користење овие материјали. Процентот е далеку помал, тоа е 1 до 2% вкупна
оперативна популација, да кажеме, со тоа што доколку се јави рецидив, се враќаме од почеток. Доктор Јовчевски со совет до пациентите. Во случај да пациентот при самопреглед препознае хернија од кој било вид, да се јави на лекар, специјалист за консултација, диагностика и договор за хируршко лекување.